разговорите што ги водевме беа плодни, пријателски, со разбирање. Во меѓувреме се разбира во лобито имав разговори со многу други председатели, разговаравме за деблокирањето на нашите преговори во Европската Унија. Јас мислам дека не е добро да после она што се случи, дека не е добро да се однесуваме триумфалистички, дека треба да ги мериме зборовите, дека треба да се охрабруваме меѓу себе. Имав протоколарна средба со премиерот на Бугарија. Да, мислам дека е го прашање джентлмен, многу пристоен политичар, спремен за разговори, за диалог, а тоа е нам што ни треба. Мојата основна порака е дека можеби наместо да бараме и да очекуваме посредништво, иако се разбира кога е некој председател на Европскиот совет, тој има и обврска заради статусот да овозможи разговор, ама сами да седнеме и да видиме каде сме, каде одиме. И повторив и повторно ќе кажам дека ако основните документи на Европската Унија, договорот со ЕУ, Лисабонскиот договор и повелбата за фундаменталните права во своите најважни принципи и вредности ги вбројуваат почитувањето на националниот и на културниот идентитет, почитувањето на јазичниот диверзитет, еднаквоста на државите, посветеноста на повелбата на Обединетите нации, посветеноста на Конвенцијата за правата на човекот и граѓанинот, дека самото тоа покажува дека прашањата за како беше стара, модерен јазик, модерна нација е крајно проблематично, не само научно, туку и политички. Не постојат предмодерни нации, модерни и постмодерни нации, во уметноста тоа постои. Сите нации настанале во средината во втората половина на 18-тиот и во 19-тиот век, вклучувајќи ја и нашата нација. Зборот ми е, малку е невообичаено сега да барате да се избрише тоа што е внесено од известителот господинот Вајц, ако вие сте инсистирале на реактуализирање на нешто што е ад акта, на разговори за нација, за јазик, за историја. Тоа се прашања кои како вредности и принципи воопшто не треба да бидат на агендата, но ако некој инсистира на нивното ставање на агендата, а тоа се случи, тогаш сигурно дека и оној кој известува ќе се обиде да каже дека не се работи за специфична нација, специфичен јазик и историја, туку за нешто што важи за сите европски нации, бидејќи ЕУ е сојуз на држави нации. Сите имаат ист статус, што значи и ние